Водата во Гостивар е забранета за пиење откако повеќе од 1000 луѓе побарале лекарска помош. Сомнежите се дека е загадена главната водоводна мрежа. Марија Митевска е во Гостивар. Марија разговараше и со пациенти на инфективното оделение и што се случува таму. Марија, се наоѓаме пред инфективното оделение на болницата во Гостивар. Постојано тука луѓе доаѓаат и се заминуваат со истите симптоми: диареја, повраќање, температура. Чекаат да ги прими инфектолог, потоа им даваат инфузија, им препишуваат терапија и си заминуваат дома. Телма разговараше со дел од пациентите тука кои што сака да зборуваат пред камера. Велат, првите симптоми ги почувствувале пред неколку дена, но ситуацијата им се влошиле, па се обратиле кај матичен лекар кој ги препратил тука на инфективното оделение во Гостивар. Не знаат што им се случува, не знаат како ги добиле симптомите, дали станува збор за труење од вода или храна. Но велат, со вакво нешто досега не се соочиле. Предлагам тука да слушнеме дел од нивните коментари. Отида во овде болницата, све луѓето исто об тоа болест. Секој прашам, сите викат исто болест. И дома исто, син ми тако, исто тоа болест. Вчера зеде инфузија и внуците, така исто тоа болест. Колегата прашам, и тој дома сите калабале 5-6 души. Све се жалеат од ова болест. И јас се чудим што е ова, како вирус е ова, како болест е ова. Внимавам, што јадам, внимавам све, вода пием. Од водовод се правда дека луѓето во Гостивар добиле труење од храна, дека не држи објаснувањето дека симптомите им се од водата. Надлежните истражуваат која е причината. Информациите за што конкретно станува збор веројатно ќе ги имаме во наредните денови. А што се случуваше, да слушнеме повеќе од прилогот на колегата Огнен Чачаревич. Водата за пиење во Гостивар од денеска е забранета за употреба, а пумпи поставени во корито за отпадни води во селото Вруток и мешање со водата за пиење најверојатно е причината поради која над 1000 гостиварчани завршија во болница со здравствени проблеми. Од Гостиварскиот водовод и комуналец велат дека е шпекулација и дека луѓето се затруле од храна. Гостиварци сведочат за симптомите со кои се соочиле тие и нивните блиски. Колку дена сте во ова состојба? Интензивно 3 дена. Какви симптоми имавте? Пролив и повраќање. Причају за вода, ali ја немам појма о томе. Пресадов да пиjem вода, пиjem куповна. Ali во 11 часова данас било ми е тешко и мора се дојче да тражим излаз. Жена ми има голем проблем со стомакот, со вецето и повраќањето и така 2 пати бевме во инфективно, 3-4 дена. Нонстоп 2 пати во инфективно, нонстоп. И едноставно проблеми има сите многу, 200 луѓе за еден ден. Според последните официјални податоци од Гостиварската болница, епидемијата почнала пред 72 часа. Ве известуваме дека поголемиот број на пациенти се со исти симптоми, како повраќање, диареја, болки во желудникот, температура, омалаксаност. Најголем број на пациентите со овие симптоми има во инфектологија, детско оделение и во ургентна единица. За овие денови со овие симптоми се пријавени околу 1000-1200 пациенти. Полициски екипи вчера попладне ги откриле пумпите поставени во корито за отпадни води во селото Вруток. За сега нема приведени лица, а истрагата се однесува на кривичното дело загадување на вода за пиење по член 219 од Кривичниот законник. Постојат основи на сомневање дека јавното претпријатие Водовод во соработка со општина Гостивар поставило 3 пумпи во коритото на истечени води, преку кои се вгизала водата директно во главниот цевковод што го напојува градот. Се работи за води кои протекуваат од дождови, од разни зборчиња кои сами се обират во една линија и таа вода често се користи во канал за наводнување на земјоделието и во
базенди за одгледување односно на рибници. Директорката на Гостиварски комуналец вели дека станува збор за шпекулации и пропаганда и дека луѓето се затруле од храна. Потврди дека се правил испуст на водата од мрежата, но тврди дека ниту капка вода од каналот со отпадни води не влегла во системот за водоснабдување. Таа вода не беше користена, во првиот испуст се празнеше линијата и после нормално се пушташе пак со истата вода што иде од извор. Ние сме во контакт со болница, општа болница Гостивар. Информациите што ги имаме добијано од таму, не од вода, туку од јадење и од вручите температури. Има граѓани што викаат дека не го користат водата за пиење, купуваат вода и истите пак се со овој вирус. Обвинителството отвори предмет и издава насоки на МВР, но и на другите агенции кои се вклучени, како Институтот за јавно здравје и Агенцијата за храна и ветеринарство. Обвинителот Савески се уште чека на првичните официјални информации за да може да се квалификува делото. По наредба на обвинителството, Институтот за јавно здравје синоќа подигна мостри од водата за пиење од 4 локации. Во моментот тече микробиолошката анализа на примеруците и тече физичко-хемиската анализа на примеруците. Во однос на првичните резултати за микробиолошките анализи, очекуваме дека првичните резултати ќе бидат после 48 часа согласно протоколите. Агенцијата за храна и ветеринарство денес забрани да се користи водата од чешмите во Гостивар. Со надзорот утврдено е дека во главниот цевковод на водоводната мрежа на Диво без одобрение поставена е пумпа која директно вбризгува вода од реката Вардар во овој водоснабдителен систем. За сега единствен без реакција или официјална информација е градоначалникот на Гостивар, Ваљбон Лимани. Инаку Телма се обида да стапи во контакти со градоначалникот на Гостивар, но тој не е достапен. Од неговиот кабинет вела дека воопшто и не се наоѓа во градот. А дали ќе излезат со некакво соопштение околу тврдењата дека всушност водовод во соработка со општина Гостивар ги поставил пумпите или не, останува да видиме во наредниот период. Она што е сигурно е дека гостиварчани, голем број од нив, односно 2% од населението има симптоми на труење. Факт е и дека веќе не смеат да ја пијат водата од водовод, туку мора да купуваат собствена вода. Бројката на пациенти тука пред инфективното оделение постојано се зголемува. Лекарите и медицинските сестри работат 24 часа дневно за да можат да ги услужат сите граѓани кои што ќе дојдат тука да побараат помош. Марија? Ги следиме случувањата во Гостивар. Тоа беше Марија Митевска, известува од Гостивар, каде се испитува дали и што ја загадило водата во градот.